Ниту поезија, тој во своите први лектири, затоа што е влюбеник, затоа што може да плаче читајки, затоа што може да скока читајки. Значи, тој млад човек, тогаш првите поетски инспирации, првите љубови, првите големи поетеси ги сака цел живот. И иако подоцна нема да пишува поезија, тие негови првични големи доживувања во литературата и во поезијата ќе му останат до крај на животот. Меѓу неколку такви, за мене е Марина Цветаева една од неповторливите, ретки, изворедни, преубави поети. И кога бирав која песна да ја прочитам, ја одбрав песната на многу младата Марина. Значи, не Марина која станува голема поетеса, може би меѓу трите најголеми поетеси на 20 век, туку Марина која се уште е несигурна во она што го пишува. И ќе ја прочитам таа песна како охрабрување на младите талентирани поетеси кои ги има се повеќе и нека ги има да сватат дека во одреден миг или во одреден период не е страшно ако не се признаени ниту слушани. Ке тоа е нивното време. Важно е да пишуваат. Значи, песната на Марина Цветаева е без наслов. Стиховите